Во секој бизнис врвните менаџери имаат високи плати. Пред некое време дознавме колку Карлос Таварес лани инкасирал на своето конто, а сега и General Motors и Ford ги објавија примањата на своите први луѓе. Според извештаите на компаниите, првата дама на General Motors, Мери Бара, која со години беше најдобро платена во автомобилскиот сектор, лани имала вкупни приходи во висина од 27,8 милиони долари, што е за скромни 4% помалку од претходната 2022. Низината основна плата е 2,1 милион долари. Бонусите што ги добива изнесуваат 5,2 милиони, а остатокот од скоро 15 милиони се акции од компанијата. Клучната причина зашто примањата и се намалени е тоа што според менаџерскиот договор, низиниот надомест е поврзан со постигнувањето на целите на електрификацијата. Слични примања има и низиниот колега од Ford, Джим Фарли, кој заработи 26,5 милиони долари, за 26% повеќе од Полани. Покрај неговата основна плата од 1,7 милиони долари, тој доби акции вредни 20,3 милиони и уште 4,5 милиони долари на име на други надоместоци. Интересна ставка во неговите примања се 600.000 долари за употреба на својот приватен авион за деловни патувања, бидејќи од безбедносни причини Форд не дозволуваат неговите клучни раководители да патуваат со комерцијални летови. Како што знаеме, шефот на Stellantis Карлос Таварес за исклучителните резултати на компанијата што ја предводи беше награден со скоро 36 милиони евра, од кои нешто над 8 милиони се за она што Мери Бара не го постигна – електрификацијата.